Спортистите имаат девиза според која се раководат, а тоа е дека победата не само што е се, туку победата е единственото нешто. И не само спортот, туку овој свет се води по таа девиза. И затоа светот е претворен во арена на надпревари. Арена во кој секој се обидува да постигне повеќе од другиот, да се представи како повеќе од другиот, зашто светот поставува такви стандарди, такви норми во кои се прифатени успешните. Прифатени се оние што победуваат. Губитниците не ги сака никој. И затоа луѓето се стремат, се обидуваат да изгледат поубаво од другите, да имаат повеќе од другите, да успеваат, да се развиваат, да се издигаат повеќе од другите, да имат поубава облека, поубава куќа, зашто тоа се стандардите на светот. Успешните се прифатени. Тие кои ги постигаат и напредуваат во тие стандарди се примени. Губитниците, тие се дисквалификуваат. Никој не сака во својот тим да има губитник. Тие отпаѓаат од надпреварот. И тоа прави луѓето да бидат притиснати од тој императив, да бидат победниците, да бидат прифаќени, да ги избираат во нивните тимови. Што се однесува пак до духовниот живот, дали и таму е така, дали и таму би требало да постои тој надпревар, сега не дали постои, но дали би требало да постои. Спрџан во една од неговите книги, Победникот на човечката душа, во која нели говори за евангелизирањето, говори за Христос, на едно место кој поставува прашањето за оние кои евангелизираат, ама немат успеси во евангелизирањето. Дури вели има некои кои и не успеале да освојат нито една душа за Господ. Што да кажеме за таквите? Дали можеме да ги сметаме за неуспешни, дали можеме да ги сметаме за губитници? И да, тој самиот го дава одговорот и вели, ако таквите се губитници, тогаш и Христос е најголемиот губитник. Што мисли со тоа? Секој дека Христос не е најголемиот губитник, тој е најголемиот победник. Тој е победникот на човечката душа. И кога нели говори Спрџан за победникот на човечката душа, токму го има во предвид Христос. Меѓутоа, читајќи така, според тие стандарди на светот, читајќи го Светото писмо и посебно текстот што го разгледуваме од 6 глава на Евангелието според Јован, како да имаше голем губиток, голема загуба. Значи, во еден ден, 6 глава дава опис на 2 дена, 48 час. Во првиот ден толпи, многу луѓе, 5000 мажи, сигурно многу повеќе од 5000 мажи, заедно со жените и децата, тргнаа по него. Ги гледаат чудата, се восхитуваа, беа нахранети со неколку леба и риби и до таа мера беа восхитени што сакаат да го прогласат за цар. Го бараа да го фатат и да го интронизират. И после 24 часа Христос така ги менаџираше работите, што на крајот сите ги загуби. Не остана никој. Остана само 12 ученици и дури меѓу нив, самиот Христос тоа во текстот го вели, и дури меѓу нив еден имаше предавник. Еден од тие 12 го предаде. Гледано според стандардите на светот, Христос излезе на крајот голем губитник. Му се наредија сите карти. Коцките му се наредија. Кажно, нели, по-човечки. Големо чудо, тргна толпата, тие 5000 од што јадеа мажи претходниот ден. Беше зголемена таа бројка со многу други луѓе кои дојдоа следниот ден кај него. Се собраа пред синагогата во Капернаум и Христос ги загуби сите. Илјадници луѓе загуби. И да, навистина, според стандардите на човекот, тоа е голем неуспех. За 24 часа така да ги свртиш работите.
Сметам дека имало некој тим, менаџерски тим, кој би оценувале работата, на крајот нивниот заклучок е ова нема да биде дел од нашиот тим. Не сакам ние човек што така ќе ги брка луѓето. Мислам дека и многу и црковни одбори, црковни старешинства, доколку се случи тоа, не би сакале да го имат у својата црква. Кој сака некој човек што ќе ги брка луѓето. И навистина, дали Христос беше губитникот на човечките души? Големиот губитник. Овој текст, напротив, што ќе го разгледуваме во продолжение на изучувањето на Евангелието според Јован, и целата Библија ни покажува дека Христос е најголемиот победник. Тој е победникот на човечката душа. Зошто? Зашто тој ја извојува победата над гревот и смртта. Извојувајќи ја победата над гревот и смртта, тој го освојува човечката душа. Секој што е во Христос, секој што е соединет со Христос преку вера, ја има таа победа над гревот и смртта. Секој во Христос е совоскреснат заедно со Него. А знаете ли кои се најголемите губитници? Независно од победите што ќе ги има на земјата, независно од успесите. Во смртта секој е големиот губитник. Зашто смртта на крајот, на краиштата, анулира се. Сите победи, сите успеси се уништуваат во смртта. Никој не ги зима со себе заедно во смртта. Не оди таму. Единствено оние кои ја победуваат смртта се големите победници. И затоа и апостол Павле, некој говори за нас, како победници, вели, стануваме во сето тоа, повеќе од победници, преку оној кој не возлюби. Тука го говори се зборот хиперпобедници, супер победници. Тоест, неопишлива состојба на победници. Победници над се, победници во се. Победници за секогаш во Христос. Тоа е состојбата на човекот кој е во Христос. Тоа е победник. Бидејќи во Христос е победник над смртта, која го прави човекот голем губитник. Најголемиот губитник. Смртта е оној еквилайзер кој на нула сведува се. И оној што е постигнал најмногу, и оној што постигнал најмалку, во смрт се сведени на нула. Само оние кои во Христос освојуваат нешто за вечниот живот се победници. Оние кои наследуваат вредности за целата вечност. Над нив смртта нема власт, тие се победници. Ај пред да поминеме на разгледување на овој текст кој следи од 6 глава, инаку јас веќе заборавив која ова проповед од 6 глава. Првата беше за чудото со хранењето, втората беше чудото со водата, одењето по брановите, третото беше почетокот на проповедта пред Капернаум, ова е четврта. Некаде на средината сме на 6 глава, нема да можеме наеднаш да ги поминеме. Имав така можност да изберам, да решам дали една долга проповед од 2 сати или неколку пократки од по 45 минути. Така да, може би ќе се пократки од нормалното овие проповед, меѓутоа ќе ги разделим, бидејќи се многу важни. Ова вистина тука е содржано Евангелието. Овие стихови се миниатурното Евангелие, така да кажеме. Во нив апостол Јован го сумира целото Евангелие. И за да ги сватиме подобро овие зборови, вистини што Христос ги изнесува, добро е да го разбереме на целиот тој контекст. Јас знам дека овие стихови служат како основа за градење на доктрини, посебно на доктрина за предопределение и така натаму. Меѓутоа, јас сакам да пристапам од поинаква перспектива, она што јас ја користам,
да го разгледуваме текстот како текст, во контекстот, во рамките на Евангелието, во оној непосреден историски контекст на настанот. А знаете дека, нели, разгледувајќи го хронолошки ова послание, ова Евангелие досега, видовме дека целта на целото Евангелие, целта на чудата што ги прави Христос е откривање на неговата божественост како Синот, единородниот Син Божи. Тоа е уникатна за Јован фраза, само тој ја користи таа фраза во неговите писанија. Единородниот Син Божи кој дојде да донесе спасение. Оние кои ќе поверуваат во него да имат вечен живот. Тоа е основата. Непосредниот контекст на овој текст е чудото со лебот и рибите. И Јован вели дека сите чуда што ги изврши Христос и тие 12 што ги запишал во ова Евангелие, на крајот на 20 глава вели, и многу други знаци или чудо тој изврши, но овие се запишани за да луѓето поверуваат дека тоа е единородниот Син Божи и верувајќи да имат вечен живот. Тоа е целта и на ова чудо, што го изврши со лебот и рибите. Иако народот, гледајќи го тоа чудо, во главата им дојде асоциацијата со пустината на нивните татковци, прататковци во времето на Мојсей. Јован спомнува дека е Пасха, непосредно тоа се случува пред Пасха. Пасха која е асоцирана излегувањето од Египет, животот во пустинјата, заветот и она пророштво што Мојсей го даде, ќе дојде пророк како мене, не го слушајте го. И Јован вели и се сетија на тоа пророштво. И реко, еве го пророкот кој што Мојсей ни го вети. И очекуваа како Мојсей да бидат хранети, леп од небото да им дојде, да им симнува како Мојсей храна. Таква храна сакаа, таков цар сакаа. Некој што ќе ги храни, ќе ги ослободи римјаните. Зашто таа земја што Бог им даде веќе не беше нивна. Римјаните ја држеа. Но Христос и преку тоа чудо всушност сакаше да покаже дека тој оној кој дава вечен живот. Тоа е непосреден контекст. Другиот малку поширок контекст е Христовите проповеди. Првата проповед е во 5 глава, дадена пред фарисеите во Ерусалим, после чудото со човекот на бањата Витезда, кој 39 години бил неподвижен. Излекува во сабота. И во таа дебата што имаше со фарисеите, преку целото време Христос се обидуваше да покаже, да утврди, повикувајќи го и Мојсей, и Словото, и Бог, и Јован Крстител како сведок, дека тој е единородниот Син Божи. Тој е испратениот од Отецот. Она што Отецот го прави, тоа Синот го прави. Тоа што е волјата на Отецот, тоа го извршува Синот. Отецот и Синот се совршено, во совршено единство во дејствата. Вели, ништо не правам од онаа што поинак од она што го прави Отецот. Синот го прави она што го гледа од Отецот. Така да, се што прави Христос е волјата на Отецот. Тој не е надвор во ништо од Отецот, од волјата на Отецот. Во се тој извршува таа волја на Отецот, тој е пратен од Отецот да ја врши волјата. И тоа вели, мојата храна е да извршувам волјата на Отецот. Со други зборови, Господ Исус сака да им каже на фарисеите, јас сум пратен од Отецот. Учењето што го проповедам, делата што ги правам, се од Отецот. Треба да верувате во мене. Со вера треба тоа да го прифатите. Тоа е целата поента на Христос. Да поверуваат во Него, како на оној кој од Отецот е пратен да донесе живот, да донесе спасение. Тоа е теолошката рамка во која треба да ги погледнеме овие стихови. И ќе видиме дека навистина продолжува Господ Исус со таа намера да ги убеди дека тој ја врши волјата на Отецот во се. Тоа е спасението, тоа е вечниот живот. И сега најнепосредното овдека во
овој текст што го гледаме, е една нова објава на Господ Исус како божествен. Тој цело време потврдува, докажува својата божественост преку многуте чуда, знаци и преку неговото слово, и овдека додава уште едно нешто многу важно. Нешто кое е повторно, специфично само за Јован. Евангелието според Јован и другите негови книги. А тоа е фразата «Јас сум». Ова е првото место каде што Господ Исус се објавува со «Јас сум» од 7-те. Прво од 7-те објави во Евангелието според Јован. И не единствено, нели во Новиот Завет, зашто тоа «Јас сум» Јован пак ќе го употребува во една друга негова книга. Но што значи тоа «Јас сум»? Која е идејата на «Јас сум»? Каде за прв пат се појавува тоа «Јас сум»? Која е идентификацијата на Христос кога вели «Јас сум»? Прв пат го среќаваме тоа во книгата Излез, во 3-та глава. Нели? Кога Бог му се откри на Мојсей, таму, кај гармушката, која гореше, а не догоруваше. И Мојсей го праша за името на Бог. И Бог како му одговори? Јас сум тој што сум. Јас сум оној што сум. С други зборови, не му откри како се вика. Зашто Бог нема име. Тоест, и да има име, какво би било неговото име. Не му се представи. Знаеш, кога се познаваат, се представуваат луѓето по име. На времето имаше така, кога некој не сека да се запознае с него, беше не ширам познанство. И не се представуваше. Тоа вика сигурно го нема, но така беше на времето. Не ширам познанство. Не дека Бог не шири познанство. Името ја изразува природата на личноста, неговата суштина, неговата карактеристика. Во древности имињата треба да го отсликат човекот. Кој е тој? Каков е тој? И кога Бог вели «Јас сум оној што сум», кој име може да ја представи мојата суштина на човек? Кој име би го открил мојот божествен идентитет? Не постои такво име. Јас сум оној што сум и толку. Тоа не се објаснува. Тоа е божествената бескрајна мистерија. И тоа име «Јас сум тој што сум» влегува во основата на она тетраграма ЈХВХ или Јахве ние велиме, меѓутоа тоа е тетраграма, 4 согласки има ЈХВХ, а самогласките ние ги додаваме и ги додаваме по наш избор, зашто бил бидејќи никој не го изговорил тоа име во Стариот Завет, забрана, тоа само се пишува со тетраграма без самогласки. Согласките ЈХВХ. Меѓутоа, кога се представува Бог со «Јас сум тој што сум» или Јахве, тој и открива нешто за себе си. Во истиот тој текст во 3-та глава на Излез, кажувајќи кој е, не со име, вели «Јас сум пак, јас сум Богот на Авраам, Богот на Исак, Богот на Јаков. Јас сум оној што ве изведе од египетската земја». Така да Бог се открива како верниот Бог, кој го избра својот народ меѓу народите. Го изведе од земјата на робството, склучи завет со него, му подари земја и се грижи за него. Склучил завет и е верен на тој завет. Тоа е «Јас сум». Јас сум верниот Бог кој се грижи за својот народ. Таа фраза «Јас сум» во Стариот Завет е карактеристична во книгата Исаја од 40-та до 54-та глава. Тој дел во кој што Исаја најмногу говори за таму Бог говори. Тоа е еден долг говор на Бог во кој честопати го користи тој термин «Јас сум» и тоа како оној кој пак држи на заветот. Се грижи за својот народ. И тука некаде на 2 места
mislim, v 44. glava, potom v 46. glava, 44. veli, jaz sam prviot i posljednjot. Jaz sam početokot i krajot. Potom na drugom mjestu veli, jaz sam i nikoj nema posle mene. Se sekjavate? Kada go ima to pakvo novi od zavet? Jovan go koristi v Otkrovenje za Hristos. Jaz sam prviot i posljednjot. Početokot i krajot. Alfa i omega. I ovdje kao u Evangelijetu spored Jovan, Hristos se predstavlja su isto. Jaz sum. So što pravi mnogo jasna vrska među nego i Jahve. Jaz sum zavetni od Bog. Jaz sum toj koji ve izvedov od pustinjata, od Egipet. Jaz sum toj koji što ve hranev v pustinjata. Jaz sum toj koji se griže za svoj narod i koji ne se odkažuva od zavetot. I sega, jaz sum toj koji go zima grevot na sebe, na čovjekot. Jaz sam toj koji go spasova čovjekot od grevot. Jaz sam toj koji dava večen život. Jaz sam toj koji davajki go, žrtvovajki se za narodot, gi ispolnova zavetnite vetuvanja. Ispolnova zavetot. Zašto bez ta žrtva nema ispolnuvanja na zavetot. To je vernost. I сега, otkrivajki se so jasum, Gospod Isus Hristos saka da ja pokaže na lugето tamo, zašto той го кажа пред тия луѓе, важи за нас секако, но тие се првите слушатели. И то треба ние да сватиме кога го изучуваме текстот. Кој е пораката до нив? Како они треба да го разберат тоа? И знаете што? Они много добро разбраа што Христос им кажува. Много добро разбраа. Знаете зашто си отидоа? Разбраа што Исус сака да им каже. Ама им беше много невозможно. Кога кажа тешко во учене, всушност зборот тоа е скандалон. Оно камен за суплување што вели Петар. Камено за суплување кој зидарите го поставија. И се сопнаа. Не можат да го прифатат тоа. И не може да прифатат, тие ќе кажат малку понатаму, па не ли е тој синот на Јосиф Дарводелецот, на Марија, па ги знае нив. А тој вели, јас сум Јахве. Јас сум оној што склучи завет со вас. Тие си мислеа дека тука има некој како Мојсей, дојден кој ќе ги води, ќе ги ослободи, ќе им дава храна. Господ Исус им вели, не. Јас сум Јахве. Јас сум Бог. И на мене треба да гледате како на оној кој дава живот, вечен живот. Тоа е контекстот. И во таа рамка ние треба да ги разбереме овие стихови, што се запишени. Поголемиот од Мојсей. И сега да се надоврзаме на претходниот пат, Христос им кажува, нели, кој е неговата мисија, тие бараат како Мојсей да им дава храна и Господ Исус им вели, меѓутоа, да, Мојсей им даваше храна на луѓето, ама тие пак умреа, пак умираа, останаа во пустинята, таму ги закопаа. Сигурно некој од нив за секогаш беа загубени. Но јас дојдов овдека да ви дадам храна за вечен живот. И кога им ги кажува тие работи, каква е нивната реакција, велат? Ако е така, Господи, дај ни секогаш, давај ни го секогаш тој леп. Каква е нивната? Некој ќе си помисли сега, правилно свати, готово сега. Стигнаа до поентата, поверува во Христос. Не, нивната реакција е иста како реакцијата на самарјанката во еден момент. Сеќавате во 4 глава. Христос побара вода од неа, таа рече, а ти си евреин, како бараш од мене жена самарјанка? И Христос рече, ако ти знаеше кој сум, ќе бараш од мене вода, зашто јас ти давам вода од која никогаш нема да ожедниш.
I ta тогаш рече, дай ми да не мора да доаѓам овде да се мачам кај бунарот секој ден да полнам. Таа си помисли дека ќе даде нешто кој се напие еднаш и крај веќе нема да чувствува жет. И овие луѓе исто си помисля, така ли е, давање од таа храна. И потоа Христос си рече на самарјанката, не, јас ти давам вода кој во тебе се претвора во извор вечен живот. Говореше за нешто друго. И затоа, разбирајќи Христос, пак каква е нивната поента, што сватија они, дека погрешно сватија, им објаснува. И им вели, јас сум лебот на животот. Тоа е тоа прво. Јас сум. Специфична фраза која не се среќава во Новиот Завет во таа полна форма јас сум. Полната форма ја користи само Бог. Луѓето ја користеле формата само сум, без лична заменка јас. Тоа е начинот на изразување на древниот човек. Не ја користи лична заменка јас. Само на друго место, во Новиот Завет се користи полната форма јас сум. Тоа како Павле пишува на Коринтијаните во првата глава, кои биле поделени од црквата, и вели секој од нас вели јас сум Павлов, јас сум Аполосов, јас сум Петров и така натаму, за да покаже колку тие се издигаат, се поставуваат во на голема позиција како богови, се исто. Но единствено Христос во Новиот Завет користи таа полна форма јас сум, повикувајќи се на Јахве во Стариот Завет. Кој сум јас? Јас сум лебот на животот. И сега што сака со тоа да каже? Во древноста, па и до пред неколку децении, многу говорела таа, јасно се разбирала метафората, зашто луѓето многу добро знаеле што е леп и колку е важен лебот. Денес не е така. Денес има луѓе кои воопшто не јадат леб. И кога ќе му кажеш дека Христос е лебот на животот, кај него нема такво значење. И не знам што би ставиле овде како храна во денешен современ контекст за да се свати значењето. Па дури и молитвата Отче наш некако ја губи таа смисла кога бараме секојдневен леб наш насушен, кога луѓето еден пат во неделата може би купуваат леб, а и некои дури толку не купуваат. Порано ни јадевме леб со секој јадење. Дури и со пире јадевме леб, па дури и во чајот дробевме леб. Ни беше важен лебот. Денес не е така. Како и да е, поентата на Христос што сака да каже дека тоа е леб, како што лебот или протеините, може би денес се толку важни, даваат храна на телото и без нив не може физички човек да живее, така без Христос нема живот. Тој е лебот на животот. И сега, за кој живот пак станува збор? Човекот има еден желудник, и тоа е пак метафора, кој постојано е гладен, кркори. Кркори за храна, ке се најдеш, после известно време пак ке се испразни, пак ке почне да бара. И ти постојано треба да го наситуваш. И тој физички, така да кажем, или телесен желудник, постојано е ненаситен, бара. Уште кога ќе се роди, бебето бара. Постојано секој 2 сати бара, плаче. Плаче за млеко, бидејќи тој физички желудник бара. Малку ќе помине, не после многу време, барањата се шират. И тој список на барања станува поголем и никако не се задоволува. Младите родители ќе одат во некој продавници и ќе ги влечкат децата од тезгите, стари од рафтовите, зашто постојано ќе трчат да земат това, она. Сакам да кажам дека нашиот желудник, материалистички, постојано бари. Колку да му даваш, тој ќе е ненаситен, незадоволен. Ќе остане гладен и жеден. Тоа е така бидејќи има еден друг желудник, пак нели метафорички кажано, кој е духовен и кој останува ненаситен. И ние, колку и да го полниме физичкиот желудник, нема да го наситиме, ќе се остане празен другиот. Или како што Августин
нели вели во неговите исповеди, за себе си не создал и ние сме неспокойни. И додека не се успокоиме, или нашето срце не се успокои во тебе, ќе остане неспокойно, немирно. Зашто Бог за себе не направи, за него, и се додека во Христос не го најдеме спокојството, тоа ќе остане неспокојно. Толпата тамо што беше собрана, се најде убаво, се најде претходниот ден. Толку многу јале што не можеле се да изедат и остана 12 кошеви храна. И затоа Исус Христос ќе им каже кога следниот ден ќе дојдат кај него во Капернаум, па вие дојдовте затоа што вашите стомаси се преполни, се прејадовте, а не заради чудата. Тоа беше во нивната глава. Бара храна да им дава. Христос можеше да им даде храна. И ти рекоа, дај ни лебот, зашто пишено е, велат дека тој што ќе дојде како пророкуваниот од Мојсей, и тој ќе ни симнува мана од небото. Христос можеше тоа да го направи. Ти повараа знак, дај, покажи ни го тоа. Направи го тоа што Мојсей го правеше. Тоа е според равинската еврејска традиција за Месијата. Исус можеше да го направи. И ако го направеше, што ќе се случише? Пак ќе дојде кај него и каже, ајде пак сега направи го. И секој ден ќе доаѓа кај него и секој ден ќе бара да врне леп од небото. И пак ќе останеа. И пак ќе останеа гладни и жедни. Затоа Христос им вели за леп, од кој никогаш нема да ожеднат и кој никогаш нема да огладнат. Погледнете кон мене. Тој ќе каже, ме видовте и пак не поверувавте. Погледнете и поверувајте. Тоа е решението за човечкиот глад. Во Христос се наоѓа тоа целосно задоволување. Погледнете во мене. Во Исаја, нели, повикува Бог, 45 глава, тоа е стихот кој што Спрџен, нели, поверувал. Кон мене обратете се, или тука зборот е, погледнете кон мене и ќе бидете спасени. Сите краишта земји, зашто јас сум Бог и нема друг. И Христос истото го вели, погледнете во мене и ќе бидете спасени. И она што е интересно пак, што и не е чудно, зашто е типично за човекот, за сите нас, на сите овие зборови, што Христос ги говореше, асоциацијата на луѓето пак беше риба и леп, физичка храна. Неговата проповед ги будеше тие физички, пак копнеши за политичко царство, за народ кој ќе управува со целиот свет, за благосостојба во материјален смисол, за успех, она што светот го има како стандард. Да бидеме ние успешните сега во светот. Ние да доминираме над Рим, не Рим над нас. Ние да бидеме господарите, а не слугите. Тој е духовен светоглед, за жал, кој преовладува во голема мера и во современото христијанство. Се зимаат текстови од Стариот Завет дека христијаните се главата, а не опашката, т.е. дека ќе бидат неуспешни во светот, ќе доминираат над луѓето во светот во материјален поглед, во физички поглед, во здравје, во поглед на здравјето, успехот во социјален поглед, во секој. Ние ќе бидеме неуспешните. Тоа е, ги читаме текстовите и тие ни се асоциациите. Христос говори за нешто сосема друго, говори за вечен живот. Говори за нештата кои устојуваат и во смртта. Не прават победници и покрај смртта. И покрај смртта победници, во се победници за секогаш. И што се случи? Ке видиме на крајот, нели? Веќе кажавме, сите ќе си отидат. Сите ќе го напуштат. Знаете ли, евреите има, тие луѓе што беа тамо, има можност да го слушат најуспешниот проповедник, најдобриот проповедник, зашто успешен е погрешен збор. Најдобриот проповедник. Може ли да има поавторитетен проповедник од Господ Исус Христос? И си отидоа. И тука има фрустрација.
Секогаш како луѓе ние чувствуваме фрустрација кога нема да ни успеат работите. Правиш нешто, му зборуваш, евангелизираш или што е да е друго служиш и пак нема да тргнат работите. И се мислам, како се почувствал Христос кога си отидоа сите? До крајот на денот сите ќе го напуштат. Како ли се чувствува? Со какви чувства остана? Може ли Бог да биде фрустриран? Може ли Бог да остане разочаран? Ами од што доаѓа фрустрацијата? Нели фрустрацијата доаѓа кога очекувањата нема да се исполнат? Кога нештата нема да дојдат онака како што ти си ги замислувал? А може ли во Божите очи, во Божиот план, да не се дојдат нештата како што он ги планирал? Може ли Бог да биде изненаден? Може ли Бог да остане разочаран, бидејќи имал некои очекувања не се исполнили? Овдека ќе видиме во продолжение, нема место за фрустрација во христијанскиот живот. Зошто? Зашто Христос вели, сесто она што јас го правам, е всушност она што Отецот ми вели да го правам. Се она што го правам е волјата на Отецот. Во се секогаш се извршува волјата на Отецот. Тоа е. Јас сум дојден со една единствена цел. Не за да угодувам желби на луѓето, не за да како циркузант им правам чуда, не, кога тие ќе си побараат по порачка. Никогаш Христос по порачка не направи чудо. Дојден сум да извршам волјата на Отецот. Она што Отецот ми го даде, тоа го правам. Мојата храна е да вршам волјата на Отецот, да ги извршам неговите дела. И како продолжува? Се што ми дава Отецот, ќе дојде кај мене. А кој доаѓа кај мене, нема да го избркам надвор. И сега, пак ќе кажам, што требаше да разберат овдека евреите? Тоа е наменето, тоа е упатено кон нив таму. Како требаше да го сватат ова они? Која е идејата на овој стих? Не смееме да го изгубиме пак контекстот. Тук овдека повторно ја прави врската, се повикува на врската меѓу него и Отецот. Да, учењето што го кажува Христос е соблазнувачко, скандалозно за евреите. Меѓутоа Христос вели, тоа е. Тоа ми е дадено од Отецот. А јас секогаш го правам она што Отецот ми кажува да го правам. Ако не ви се допаѓа, ако мене ме отфрлате, го отфрлате Отецот. Тоа е. И се тука и пак Јован, не поради непознавање на граматиката, вели се што ми да. И тука и тоа се. И тоа кој доаѓа се во неутрална форма. Панта е неутрално, не зборува за луѓе, како нешто, како еден генерички израз за се, воопшто за се. Се што ми доверува е всушност зборот. Се што ми доверува како работа што треба да ја работам, кај мене доаѓа. Сета своја волја Отецот ја врши преку мене. Се што е во поглед на созданието, целата економија мене ми е предадена. И јас нема да го избркам надвор, тоест нема да го тргнам тоа. Ништо, ама буквално ништо од тоа што ми е дадено, нема да го избркам. И тука дори Јован користи двојна негација. Никако, во никој случај, како гаранција. Никако. Двојна гаранција, не знам како ние би употребиле. Никако во никој случај. Нема јас тоа да го оставам неисполнето. Нито една задача од Бог, ништо од Божјата волја. Јас нема да го тргнам настрана како нешто што не ми се допаѓа. Се, буквално се, јас ке извршам. Зашто јас слегов од небото. Не да извршувам мојата волја, туку волјата на Отецот кој ме прати.
И гледате, клучниот збор овдека, во сите овие стихови, кој е? Волјата на Отецот и Христовата послушност. Тоа е основата, тоа е клучот на текстот. Ние можеме да го тргнем до нас и да кажем, ама овој стих ни говори за доктрина. Немам против доктрините. Меѓутоа, текстот на што не учи? Која е намената на текстот? Што тие луѓе требаше да разберат? Што требаш да сватат дека мора да направат? Тоа е важното. Кон што ги повикува Христос е важното овдека. Тука тој не гради теологија за Отецот, гради теологија за себе и за луѓето. Зашто две воли овдека јасно се изразени во овој текст. Првата волја е на Отецот за Синот и втората волја на Отецот за човекот. Две воли. И тоа јасно е кажено. Волјата на Отецот која е? За Синот. Се што ми дал да не загубам ништо, тука да го воскреснам. А која е волјата за човекот? А волјата на тој што направи, секој што ќе го види Синот, што треба да направи? Да поверува и да има вечен живот. А јас, бидејќи е волјата на Отецот, ќе го воскреснам во последниот ден. Тоа е суштината на текстот. Тоа е пораката на Христ. Тоа е пораката, во целиот тој контекст, и од 5 и од 6 и понатамо, целото Евангелие на Јован, целиот контекст е да им каже на евреите, Бог спасението го довери во моите раце. Бог не ве довери на Мојсей и на законот. Бог ве довери на мене. И она што е доверено во моите раце, бидејќи јас секогаш извршувам волјата на Отецот, нема да го загубам. Јас се вршам волјата на Отецот до крај. И овдека имаме, доктрина. Доктрината е за сигурност. Сигурност. Оно е што ќе го види и поверува, тоа останува во Христовите раце, ќе воскресне. Тој нема да загуби. Зошто? Бидејќи е верен на Отецот. Тоа е сигурност. Пораката до луѓето таму е, ви звучи неверојатно. Гледате тука еден дрводалец пред вас стои. Син на луѓе што ги знаете, ги гледате веќе 30 години. Може би ги знаете, сигурно и повеќе од 30 години ги знаете Јосиф и Марија, зашто како деца може би сте се играли со нив заедно. А може би некој со мене си играл, дека сум бил дете. Но тоа е вистината. Јас сум лебот на животот. Јас го давам животот. Во мене е спасението. И кога вели се, тоа значи дека нема исклучок. Никој друг не може да помине по друг пат за спасение. Никој не е оставен на законот или на Мојсе или на она што вие мислите како учења. Се е во Христовите раце дадено. Само тамо е спасението. Нема друг начин. Не им се допадна учењето, не поверуваа. Се заминаа, што не поверуваа. Знаете, што овдека поентата, која е примената на овој текст? И таа е за нас примена. Многу важна. Дека ние не сме оставени од Отецот. Волјата на Отецот не била да не остави сами на самите нас во нашата безпомошност, немок, слабост, глад, жет и така натаму, па ние да се справуваме. Па сега да се мачим, да се надпреваруваме во овој суетен свет, каде што има, како да кажеме, владее законот на џунглата. Во духовниот живот, во Божјото царство нема закон на џунглата. Посилниот го јаде послабиот. Ке поведат оние кои што се најсилни, оние што ќе го изеде помалиот. Не. Волјата на Отецот е во Христос да биде спасението.
во Христос. Не бидејќи ние сме добри, не бидејќи ние сме успешни, не бидејќи сме убави или не знам како. Не, волјата на Отецот беше Христос да го изработи нашето спасение. Во Христос ние да бидеме спасени. Да бидеме предадени во Христовите раце, а Христос нема да изгуби никој. Таму има апсолутна сигурност. Совршена сигурност во спасението. Ако бевме ние оставени сами на себе, ќе останавме во гладта, во жетта, во мизеријата, во безпомошноста, во темнината ќе останавме. Во следниот стих ќе видиме следниот пат, Христос ќе говори за Отецот кој привлекува кон Христос. Да од него е иницијативата. Точно така. Ако бевме оставени сами на себе, ние никогаш немаше да стигнеме до Христос. Но тука имаме сигурност. И Христос им вели, дојдете кај мене. И тука во моите раце веќе нема да се прашувате, а што треба да направам за да имам вечен живот? Никош нема да се подсомнеш доволно ли направив од законот за да бидам спасен. Ако сте во моите раце, ќе имате воскресение еден ден. И јас ви ја давам гаранцијата, зашто тоа е волјата на Отецот, а јас секогаш ја извршувам волјата на Отецот. Знаете, и тоа е големото, тоа е величинствената работа во животот. Зашто во овој свет знаеме како живееме. Овој свет, ние живееме во свет кој ги мери личните перформанси на секого. И според личните перформанси решава како ќе се однесува кон секого. Гледа како изгледа, како е облечен, колку пари има, кај живе во Скопје, во кој квартал, во кој населба и така натаму. И носи оценка. Кога оди на интервју некој, му го гледа CV-то, што постигнал. Дори до таму се оди, нели, ја прашуваат жената веќе, ти ќе раѓаш ли деца? Ако раѓаш деца, нема да си тука. Ти си дисквалификуван. Не ми одговараш. На интервјуата за работа веќе повикуваат до 30 години. Над 30 години тие не влегуваат воопшто во трката. Дисквалификувани се. И знаете ли, за жал, бидејќи ние сме луѓе, и во црквите дори тој стандард се применува. На перформансите гледаме. Си поставаме наши човечки норми, стандарди. Во тие стандарди се оние телесни елементи и така ги проценуваме работите. И за служба, и за се. Ако некој е помлад, ќе работиме повеќе, се трудиме да се ако тие постарите над не знам колку, сега со некој 60 години, ќе се занимаваме со него, ќе се трошиме време, нели? Во младите да инвестираме. Тие се тие стандарди. Ние треба да се грижиме во Божјото царство, дека Бог ни поставил норма, месечна норма. Како што светот поставува. Ако не исполниш таа месечна норма, ти отпаѓаш од трката. Ако има квота, мора таа квота да се исполни. За се има елиминација веќе, некаков начин да елиминира слаби од оние добрите. Не. Божјата волја е секој оној што ќе погледне и ќе поверува во Христос да биде таму зачуван. Тоа е Божјата волја. По благодат. Не гледајќи ги личните перформанси на луѓето. Сега, тоа не значи, тоа во никој случај не значи, дека ние сега треба да спиеме, да седиме и така. По благодат е подарок, дар од Бог и ќе бидеме мрзеливи, неодговорни. Не. Напротив. Знаејќи каков е влогот, тоест, на каков начин ние сме донесени во тој живот, вечен живот. Знаејќи зашто сме донесени таму, за какво царство, нема простор за просечност, така да кажеме. Ќе ги правиме работите, колку да ги направиме. Не. Тоа е мотивација за
Невисоките достигания. В Божиото царство не важи таму. Она девиза од почетокот, победата е се, или успехот е се, единственото нешто. Не. Девизата или слоганот на Божиото царство е Соли Део Глорија. И тоа е многу повисок слоган. Не за да бидам победник во споредба со другиот, да се надпреварувам, да се покажам поуспешен. Не, туку за да му принесам слава на оној кој ме дал во раците на Христос, за да бидам таму во целата вечност. И може да има поголем мотив од тоа, да правам се за Божјата слава. Тоа значи се, буквално се во мојот живот, да биде за слава на Бог. Тој да биде прославен. Затоа ќе дадам се од себе, најдоброто, на најдобриот начин, за најдобро да го прославам Бог. Тоа е се за слава на Бог. Дадеме се од себе. И пак нема да успеваме секогаш, бидејќи сме ограничени, бидејќи сме слаби, ќе се сопнуваме, ќе паѓаме. И во сите тие трудови, на крајот ќе ја утнуваме работата. И нема да бидеме дисквалификувани пак. Туку по благодат Бог ќе накрева. Во ова Евангелие, не само во другото, гледаме Петар. Таков страшен пат имаше. Но во ова Евангелие го гледаме неговото кревање. Дури тоа паѓање Бог го употреби за негово уште поголемо кревање, кога му довери да ги пасе неговите јагненца, овци и така натаму. Која е волјата на Отецот, пак да се вратиме? И тоа е најважното во текстот. Тоа е најважното во текстот. Христос да не изгуби, и тој нема да изгуби, тој е Бог, тој е Синот Божи. Секој што ќе го види, да поверува во него. И така ќе има вечен живот во Христос. Тоа е одговорноста на човекот. Кога ги слуша овие зборови на Христос, да поверува, зашто тоа е лебот на животот. За да човек биде излечен од мизеријата, од гладот, жетта, од суетата, од тој бесмислен надпревар на суети. Начинот е да поверува во лебот на животот. Оној кој што, ако јаде од тој леб, ние ќе видиме следниот пат, користи, или на крајот беше, не следниот, последниот пат, говори за јадење и за джвакање, конзумирање на тој леб, на Христовото тело и крв. Тој нема никогаш да огладни и никогаш нема да ожедни. Тоа се бара од човекот. Тоа е Божјата воля за секој. Да поверува во Христос. Ние технички да ги разграничуваме и да, користиме, правиме интерпретации на терминологија, нели и така натаму. Избран, предодреден. Джеймс Монтгомери Бојско, меѓу другото, еден од најголемите заштитници на реформираната теологија, учен за предопределение, тој вели вака: вратата на Божјото царство има надпис однадвор и однатре. Однадвор пишува кој сака може да дојде. И кога ќе влезе и ќе погледне, пишува избран уште пред создавањето на светот. Тоа е. Евангелието кани: дојдете, секој е добреден, секој е повикан, дојди, поверувај. Тоа е одговорноста на човекот. Овдека Христос таква порака упатува кон луѓето. Тие не да се прашуваат сега, нели, за неква доктрина од страна на Отецот, туку повикот на Христос, она што јасно им го кажува, и јасно го разбираат. Поверувајте во мене, за да бидете спасени. Нема друг начин за спасение. Единствено оној што ќе поверува во Христос. И нашата, и од тука, практичната примена за нас. Нашата одговорност како христијани кои поверувале и се таму во Христос, сигурни сме дека нема да бидеме загубени. И ние продолжуваме да повикуваме, да каниме, да го проповедаме Евангелието со она охрабрување
со спокойство, знаејќи дека нема губитник во Божјото царство. Дека ние го проповедаме Словото на Бог, Божјата воља секогаш се исполнува. Ако ние го правиме она што Бог го бара од нас, Неговата воља секогаш ќе се исполни. Отецот никогаш не е изненаден. Нема загуби во Божјото царство. Луѓето не слушат. Продолжуваме да им говориме. Се молиме за нив. Го правиме тоа. Без фрустрациите, зашто на крајот на краишта се решава на небото. Ние вршиме волјата на Отецот. И најголемата грешка што би можеле да ја направиме е да извршиме, да направиме компромис со Божјата воља. Да почнеме да проповедаме друг Спасител, друг Христос, друго Евангелие. Зошто? За да ние помогнеме тие луѓе да дојдат до Христос и така уште повеќе да ги турнеме во пеколот. Христос им каже јасно, си отидоа. Тоа е. Нема загуба, нема фрустрација. Тоа врши волјата на Отецот. И таа е нашата сигурност. И тоа треба да биде поттикот кон нас. Да го правиме тоа. Знаејќи дека во Христос ние сме секогаш повеќе од победници. Зашто во Него имаме сигурноста. Ниту, како вели Павле во Римјаните, ни смрт, ни живот, ни ангели, ни власти, ни сегашност, ни иднина, ни височина, ни длабочина, ниту пак кое било друго создание нема да не оддели, не може, нема власт, нема сила да не оддели од љубовта Божја во Христа Исуса, нашиот Господ. Тоа е нашата сигурност. Таму, во Неговите раце. И тоа е нашиот поттик да се вложиме, бидејќи знаеме дека работиме за тим, работиме за капитен, или не знам како да кажам, кој не губи. Тој е победник. Тој извојал победата. Знаејќи дека никогаш нема загуба, нема место за фрустрација. А тоа пак не поттикнува уште повеќе да се вложиме, зашто знаеме дека нашиот труд нема да пропадне. Нема да оди напразно. Да проповедаме, да го живееме Словото и се да правиме за Негова слава. И да го конзумираме тоа тело, оставено за нас во Словото, хранејќи се секојдневно, општејќи со нашиот Бог, во молитвата, во Словото. И во се тој да биде прославен. Амин. Ајде да се молиме. Татко Небесен, ние те благодариме за Твојата огромна милост, таа благодат која привлекува и крши човечките суети, гордости, пробива во темнината и не осветлува. Таа благодат која не предава во Божите раце, во Христовите раце, и таму ние сме зачувани. Таму сме ние сигурни за целата вечност. И не се молиме, прави така во нас духовниот глад, духовниот копнеж за Тебе, постојано да надвладува над телесниот, да те бараме Тебе повеќе и повеќе. Не светот со суетните привлечни навидум нешта, не влече и не води кон тој бесмислен надпревар за светски престиж, туку нека нашиот копнеж кон Тебе да не смирува пред Тебе, да не доближува до Твојата слава. Да ги вреднуваме оние работи кои устојуваат и во смртта, и устануваат за целата вечност. Се она кој што добива смисла за Твоето вечно царство. Се молиме, Татко Небесен, давај ни мудрост и копнеш и во светот кој е потонат во темнината, ова наше општество кој живе во незнаење, во суеверие, во фрустрации, во празни надежи. Давај ни, Господи, копнеш да прскаме светлината на Твоето Слово, да биде распрсната насекаде, од нашата уста, од нашата служба. Се молиме, Господи, Светиот Дух нека тоа Слово го оживува.
Се молам сите оние млади души и секакви кои чуле, во кои чии срца било посеяно Словото преку нашите служители, преку Твоите деца. Нека да уживе таму, Господи, за да видиме плод на спасение и вечен живот. Се молиме, чувај не од гордоста, чувај не, Господи, од себичноста. Нека биде, Господи, навистина на Тебе славата во се. Се што правиме да пренесува слава на Тебе, зашто Ти, Татко Небесен, си единствено достоен за се. Го бараме тоа во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, кој Ти го прати за нашето спасение. Во тоа славно име се молиме. Амин. Амин.